Голема автобуска несреќа се случи на автопатот Струма во Бугарија, во која загинаа 46 луѓе, меѓу нив 11 се малолетници. 4 годишни близнаци се најмладите жртви. Патниците заедно со своите семејства се враќале во Македонија по продолжениот викенд, поминат во Истанбул, Турција. 7 повредени се во добра состојба во болница во Софија. Во трагедијата што се случи во Бугарија загина 5 соученици од основното училиште Исмаил Чемаили во Скопски Чаер. Тие биле на патување со своите семејства, а наставата во прва смена била прекината, бидејќи децата биле многу вознемирени. Втората смена сега работи. Тимови на двете обвинителства и на Северна Македонија и на Бугарија веќе работат на откривање на причините за несреќата. Тимови на Крим техника од македонското МВР патуваат на местото на несреќата. На лице место веќе се наоѓа нашиот репортер Миомир Серафиновиќ. Миомир, докаде стигнавте, докаде се приближивте, што гледаш ти таму, кои се твоите информации? Билјана, ние сме на километар и пол од местото на несреќата. Автопатот Струма во Бугарија е затворен за сообраќај, односно ова делница која води меѓу Софија и Дупница е затворена за сообраќај поради тешката сообраќајна несреќа со македонскиот автобус. Од тука може да го видиме автобусот, ние се обидовме да пратиме неколку снимки. Значи ние се наоѓаме на лентата каде што требало да помине автобусот, меѓутоа несреќата се случила километар и пол погоре после една кривина меѓу две ричиња. Значи причините не би сакале, не би ни можеле да ги претпоставиме, иако од она бугарските медиуми што ги слушавме по пат, имаше многу информации, многу спекулации. Битно е дека истрагата е веќе отпочната, лица од Крим техника на бугарската полиција, на бугарското МВР се наоѓаат таму, значи околу автобусот. Таму се исто така има и противпожарни возила, како и возила на итна помош. Автобусот се наоѓа на банкините кои се наоѓаат меѓу двете автопатски делници, што значи дека при движењето во правец кон мене автобусот излетал и се задржал на средината меѓу двете ленти и таму се запалил. Од тука се гледаат остатоците од автобусот, значи речи се ништо, само костурот од автобусот се гледа и има остатоци од изгорен материјал на спротивната лента по која не се движел. Во моментот, како што веќе кажав, повеќе возила на итна помош, на противпожарните служби, но секако и истражните служби и од обвинителството и од полицијата се наоѓаат на лице место. Нас тука не сопреа полициски службеници на бугарското МВР, значи до тука може да се оди, новинарските екипи се пропуштаат, инаку таму неколку километри подолу не е дозволен сообраќај за други возила. Поради тоа што сме новинари од Македонија, бевме пропуштени до ова место, од каде што можеме само да видиме што всушност, каква состојба всушност е од рано утро во тука. Значи да повторам, автобусот се наоѓа во средниот дел, во делот кој се наоѓа меѓу двете автопатски ленти. Се движел од тој правец кон мене и после кривина која се наоѓа меѓу две ричиња, од тука не се гледа, меѓутоа таму се наоѓа кривина, автобусот излетал, влегол во средниот дел каде што се запалил. Најголем дел од патниците изгореле и настрадале уште тука во автобусот, додека неколкумина, 7 луѓе се спасени и се префрлени во болница во Софија. Ние тука ќе останеме, сепак доколку имаш некое прашање, гледката е сепак трагична, разочарувачка, немаме можност да пристапиме уште повеќе заради тоа што се води и истрага на лице место. Ќе се обидеме после да се приближиме, да видиме што ќе ни кажат надлежните служби, меѓутоа доколку имаш некое прашање, може да го поставиш.
Миомир, гледам од знаците кои што успеа да ги фати нашата камера дека несреќата се случила токму на 38-миот километар до Софија. Значи, во доста непристапен планински терен. Истражните органи на Бугарија работа, таму се и тимови од Македонија, па ќе очекуваме наскоро и од нив повеќе информации. Ти благодарам за твојот исцрпен извештај.